Благодарам председателе, благодарам колега. Кратко ќе бидам. Вие велите дека е одамна, да, кажавте дека ние како пратеници тука не можеме да ништо да направиме, дека за тоа треба владата, дека ние не сме тие кои што правиме. Да, јас ќе сублимирам во овие изминати 5 години. Зошто ги потенцирам? Бидејќи во овие изминати 5 години се донесе многу лош закон за високо образование. Повторно ќе кажам, се укина изборот и реизборот на редовните професори, што е страшна работа, и се укина и се дозволи на еден професор, доцент, да остане доцент до крај на живот, што во минатото не беше, колега. Вие убаво кажувате, до 99-та, 2000-та, ние тогаш сме студирале, генерација сме, знаеме како беше. Ако два пати те изберат во исто звање, третиот пат губиш работа. Не може, не смееш. Сега со правилникот што е донесен во 2021 година, може неограничен број пати може да ве бираат во доцент. Еднаш кога ќе станете редовен професор, не подлежите на никаква контрола. Тоа ни го уништи, меѓу другото, и образованието. А јас сега ќе ве мотивирам, бидејќи велите дека не може ние да промениме нешто, можеме. Како пратеници, ајде да ги изгласаме овие предложени амандмани за покачување на сумата во научно-истражувачка дејност, па да им помогнеме, колку толку ќе помогнеме. Нешто ќе направиме. Ви благодарам.